Споменавте и благодатта, ете повторно стигнуваме кон оно што го најавивме преде, значи значењето на светите мошти. Веројатно светителите и тоа подобро ќе го објасните, исполнети со благодат постојано и со присуството на Светиот Дух, го преобразуваат и собственото тело и зад себе, напуштајќи го овој свет, оставаат свети мошти. Нашите прародители Адам и Ева имале можност, значи, постојано да се усовршуваат и преку разговорот што го воделе со Бога, постојано тие ја имале таа можност на многу брзо усовршување и се поголем напредок духовен. Но тогаш кога посакале да станат тие богови не со Божја помош, значи не со благодата која им е дадена на првите луѓе, на нашите прародители Адам и Ева, кога Господ го создал Адама, тогаш му дувнал во носот и рекол, ете, човекот стана жива душа, штом човекот постанал душа жива, тогаш и Духот Божи го примил и благодата Божја е примил да се усовршува. Кога ние грешиме, кога ќе направиме престапи, гревови, особено тешки гревови, тогаш нам ли се одзема благодата Божја, таа сила, и затоа и псалмопевецот Давид ќе рече: не го одземај твој свет дух од мене, што значи знаел и псалмопевецот Давид дека кога ќе биде направен некој грев, тежок грев, како што се гревовите убиство, а тоа почесто се случува за жал кај нас во наше совремие преку абортусите, што е најизразен облик на најлошо и најопасно убиство и така натаму, кога ќе направи човек гревови со измами, со лага, со клевети, со омраза и така натаму, тешките оние гревови што ги нарекуваме смртни гревови, тогаш нам на некој начин и ни се одзема Божјата благодат, а кога ќе се покаеме, кога ќе се исповедиме кај свештеникот, кога ќе почнеме да живееме вистински живот и кога ќе го примаме почесто или поточно речено редовно телото и крвта на Христа преку причесната, тогаш нам се враќа благодата Божја што ние ја добиваме за време на светата тајна крштение и светата тајна миропомазание. Во таа смисла и светиот апостол Павле ќе рече: зар не знаете дека вашите тела се создадени, дека се Божи храм и во нив дека живее Светиот Дух. Што значи телата човечки не се создадени за нешто друго, туку се создадени да бидат Божи храм, а тоа значи во нив да живее покрај душата и самиот Бог, односно Божиот Дух, а тоа е Светиот Дух. А Светиот Дух живее во нас преку благодата која нам ни се дава и на тој начин благодата се излива кај некого повеќе, кај некого помалку, што значи зависно од тоа колку ние се усовршуваме, и затоа велиме некаде во изобилство излиена благодата Божја, кога човекот има и премногу дарови дадени од Бога, а и тој самиот се грижи за тоа. Во таа смисла сакам да нагласам дека светиот апостол Павле дури и кажува, односно се заканува, вели: тешко на оној што ќе го разруши Божиот храм, односно неговото тело. Тоа значи дека оној што нема да живее во согласност со учењето на нашата света црква, во согласност со светите тајни, крштение, миропомазание, светата тајна исповед, светата тајна Евхаристија како тајна на сите тајни од која извираат и се ловираат сите други тајни, тогаш тој на тој начин кој човекот кога живее веќе во гревови, него го напушта Божјата благодат и тогаш тој самиот го разрушува храмот Божи кој е неговото тело. И замислете каква трагедија станува за еден човек кога, не знаејќи
а уште полошо знаејќи работи и го урива храмот Божи кој е неговото тело. Оттаму во денешно време посебно е страшно за оние кои своите тела ги распродаваат, а денеска веќе не само жените, односно девојки млади што ги распродаваат своите тела блудно живеејќи, некои веќе и во јавни куќи, некои на било каков начин, а и таков начин живејќи мажите, практично тие го уриваат или го разрушуваат светиот храм, Божиот храм кој е телото нивно. И се разбира, понатаму вели Господ, оној што ќе го разруши Божиот храм, него Господ ќе го разруши, односно тој не ќе може да го наследи Царството Небесно. И затоа сите луѓе кои сметаат дека нивните тела се создадени за нешто друго, освен да бидат храмови на Светиот Дух, кој всушност живее таму каде што треба да живееме согласно со Божите закони, со Божјата волја, ние тогаш навистина ќе се ставиме во една тешка положба, да го загубиме Светиот Дух и да бидеме жртва на нечестивиот, на сатаната. Во оваа смисла, оние луѓе кои целосно се посветиле на Бога, кои ги практикувале светите тајни, зборуваме од Новиот Завет наваму, а во Стариот Завет исто така имало светители кои целосно живееле согласно Божите заповеди и тие се удостоиле нивните тела да не доживеат гниење или, како се вели, она распадливост. Во таа смисла се знае дека еден добар дел од светителите, како што биле светите пророци, свети пророк Елисеј, за кој се вели дека еден мртвец кога бил допрен до неговото свето тело, живеел. И, значи, во Стариот Завет веќе имаме докази дека светите тела или светите мошти, како што обично милуваме да ги нарекуваме светите тела, или деловите од тие свети тела кои можат да бидат и разделени на повеќе членови, делови, тие имаат сила во себе. Имаат сила во себе затоа што во нив Божјата благодат била за време на животот на тие, но и не ги напуштила Божјата благодат тие свети мошти или тие свети тела на светителите. Па затоа во Стариот Завет само во случаеви кога претела опасност светите тела на известни светители да бидат почитувани како идоли, односно да им се дава почит како на идоли, тогаш Господ таквото нешто не го дозволува, па оттаму се вели дека за светиот пророк Мојсей Господ не дозволил да се знае неговиот гроб. Не вели заради тоа што не бил свети Мојсей, кој е боговидецот, кој го напишал Петокнижието, кој е еден од најголемите пророци старозаветни, кој го извел еврејскиот народ од робството египетско, но заради тоа што тие во тој период покажале евреите дека се многу наклонети кон идолопоклонството и кон лиењето на кипови, на златното теле на кој му се поклонували и така натаму, од тие причини не дозволил Господ да бидат неговите свети мошти пристапни во тоа време на евреите, за да не би се клањале на моштите како на Бога. Но ете, како што кажавме и на другите светители, како што било случајот со светиот пророк Елисеј, со светите пророци Исаи, Ереми, Езекил, со свети пророк Даниил и така натаму, а да не забораваме дека и самиот пророк Мојсей го земал телото, светото тело на светиот Јосиф, еден од браќата што биле на синовите на Јаков, 12 патриарси. Понатаму, што значи, ако во Стариот Завет веќе имаме докази за светите мошти, односно за зачувување на
телата, светите тела на оние светители кои му угодиле на Бога, тогаш во Новиот Завет уште повеќе ги имаме телата на светите апостоли. Ете, свети цар Константин се потрудил телата на свети апостол Андреј, свети апостол Лука и на свети апостол Тимотеј да ги донесе во градот Цариград и таму тие почивале. Потоа исто така други цареви како Аркадиј царот се потрудил да го донесе телото на светиот пророк Самуил, а потоа се случувале исто така телата на светители како што било телото на свети Јован Златоуст да биде донесено исто во Цариград, зашто тој во кома таму некаде го завршил својот живот во прогонството кога го прогнала царицата Евдоксија. И тоа е доказ дека со допирот и со укажувањето на вистинска почит кон тие светители, со молитвите и молбите упатени до нив, тие да бидат застапници пред Бога со нивните молитви за да се излекуваме од некаква болест, духовна, душевна или телесна. Тоа е доказ дека многумина пак преку таквите молитви, преку допирот до светите мошти, преку целивањето нивно се излекувале од многу болести.